Наместо да ги руши позициите на државата и односите со стратешките партнери, Пендаровски да не и одмага на Македонија. Пратеници и функционери на ВМРО ДПМН со бројни реакции по интервјуто на поранишниот претседател за Сител во која критикуваше дипломатијата на актуелната власт. Владеачката партија вели дека ставовите на Пендаровски јасно покажуваат дека СДСМ лажно се представувале како прозападни, а со нетрпение чекале момент да свртат курс. Вице-премиерот Николовски го обвини дека по 10 месеци сега се појавува во јавност само за да го напаѓа премиерот и поддршката на ВМРО ДПМН за американскиот претседател Трамп. Стево Пендаровски, човек кој два пати изгуби претседателски избори, вториот пат со историски неголема разлика, после 10 месеци реши да се појави во јавност и да го напаѓа премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМН заради поддршката на САД и претседателот Трамп. Пендаровски, кој иако вети не се откажа од доживотна пензија на грб на граѓаните, го напаѓа претседателот на нашиот стратешки партнер број 1, арогантно дели ум на светски лидери, а сам себе не се гледа. Ваквите позиции се доказ на неконзистентност, смета подпредседателот на парламентот Милошовски. Поранешниот претседател Пендаровски, веројатно заради неговата близина со тимот на Сорос, без основа навредува легитимно избран претседател на Соединетите американски држави, што не е работа за коментирање од страна на Македонија. Би било добро, ако не може да помогне, барем да не ја одмага на државата. И затоа мислам дека не беше корисно, особено што доаѓа од страна на политичарот кој што тврдеше 2020 година дека е надвор од памет, тоа беше негов цитат, да се менува уставот по барање на Бугарија, а само година-две потоа подклекна на потписот ставен од челниците на ДУИ. Поранешниот претседател Стево Пендаровски во прво интервју за Сител откако изгуби на претседателските избори, ја критикуваше блискоста на власта со администрацијата на Трамп, нарекувајќи ги аматери, доколку мислат дека Трамп ќе им помогне Македонија да го надмине спорот со Бугарија. Прилично го имаме јадено на тој пат во наводници. Знаеме, и со промената на името, и со ова блокада која доаѓа врз потполно непринципилни причини од страна на Бугарија, а е практично поддржана солидарно од другите членки на Европската унија. Меѓутоа, што можеме да направиме во момент? Што е известно во Вашингтон? Известно е дека имаме претседател кој е, како го нарекуваат, трансакционен. Колку ќе платиш, толку ќе имаш. Ако не платиш ти, ја не ти давам исто така ништо. Ако е тоа така, нели можеме да видиме што ние можеме да понудиме, го имаме спорот со Бугарија, не можеме да влеземе во Европа, што ние можеме да понудиме кај ваков Трамп, ваков претседател, во однос на Бугарија. Пендаровски смета дека Македонија не треба да истрчува со поддршка за САД и не сме биле светска велесила. Според него, секој кој ја води македонската држава мора да знае дека како мала држава на Балканот без ресурси не личело ниту пак било национален интерес да стоиме до Америка. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.